Благодарам на репликата, колешке Волита. Да ви кажам, радо ве слушав, иако вртите исто како и вашиот лидер околу датумот. Поднесовме конкретен амандман со план за конкретен развој на конкретни форми на туризам и ваше е дали ќе го поддржите или ќе го одбиете. Значи, верувајте, овие проектчиња кои што ги наведувате на секоја дискусија за буџет и ребаланси, се ништо во споредба со проектиштата кои што ВМРО ДПМН ги правеше и кои значеа трикратен раст на бројот на туристи континуирано во сите години се додека не дојдовте на власт. Сега, бидејќи средствата за туризам енормно ги намаливте, овој амандман би беше одлична шанса и се уште вие секако доколку постигнеме компромис да го прифатите, да не дозволувате да се кратат средства во туризмот, затоа што ги наведов придобивките од туризмот како стратешка развојна гранка за економијата и за државата. Пакетот кризни мерки кои што го дадовте, имаше угостители кои што буквално ги доуништи. Им одложивте плаќање рати, а не можеа да работат. Отпуштаа вработени, па не им следува субвенции од пакетот мерки. Ево, ќе ви прочитам сведоштво објавено на Фејсбук од лично сведоштво на угостител. Значи вели: како да се радувам на одложувањето на плаќањето на ратите за кредит, кога јас сум угостител и не работев ни ден во тој период. А вели: куќата ја дадов под хипотека за тој кредит. Сега не работам и како ќе заработам за да ги плаќам тие одложени рати? Останува да се самоубијам или да избегам како најголем криминалец од државава. Значи, јас секогаш ќе инсистирам туризмот да го добие заслуженото внимание, затоа што Охрид и Македонија можат и треба да живеат од туризмот. Од таа причина во овој предлог буџет наведов 8 суштински амандмани кои се фокусирани токму на туризмот и кои се однесуваат пред се на мојот Охрид, затоа што моите охриѓани го очекуваат тоа од мене, исто како што очекуваат од моите колеги од власта да ги прифатат овие амандмани. Значи, изградба на патно поврзување на селото Куратица со општина Дебарца со цел развој на руралниот туризам. Изградба на канализациона мрежа и пречистителна станица во селото Трпејца, Долно Лакочереј, Подмолје, населба Гоце Делчев, Бараки и во населени места каде што има потреба од истата, затоа што без неопходни услови за живот не можеме да очекуваме развој на туризмот. Изградба на откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи, ветен од ваша страна, неисполнет ви заврши мандатот на локално ниво, со цел понатаму да се поврзат земјоделските стопанства и гостителските капацитети за сите да имаме полза и да имаме локален економски развој. Изградба на велосипедска патека Охрид Свети Стефан за развој на велосипедски туризам и велосипедски сообраќај, кој исто така беше ветен од страна на вашиот градоначалник на кого му заврши мандатот. Изградба на музеј на Охридското езеро за туристите да ги запознаеме подобро со нашата гордост езерото. За реконструкција со надградба и доградба на објектот на Центар за култура Глигор Прличев, за да ги поврзиме туризмот и културата. И доколку ги прифатите овие амандмани заедно со овој денешен амандман, значително ќе влијаеме врз збогатување на туристичката понуда и градење на туристичкиот потенцијал во државата. Изминативе неколку години мора да си признаете дека македонскиот туризам буквално беше продолжување на нешто што претходно се воспостави и функционираше како и плод на случајност, наместо да биде плод на макотрпна работа и мудри политики. Да не дозволуваме овој тренд да продолжи, туку континуирано да ги истражуваме очекувањата на гостите и динамиката на пазарните движења. Признајте си дека како стратешка развојна гранка на државата, туризмот дефинитивно не го добива заслуженото внимание. И не само што не се зголемуваат средствата за туризам, туку дополнително сте ги искасапиле.
А можеме сите да живееме од квалитетен и одржлив туризам и туристичката потрошувачка да се одрази на локалната економија. Ви стоиме на располагање да креираме сите заедно јасна визија за развој и за тоа како да го опоравуваме туризмот. До големата цел се доаѓа со мали чекори. Сите чекори што ги предлагаме со амандманов треба да создадат стратегија која потоа ќе ги создаде тие фамозни 2,3 милиони кои се очекуваат од туризмот. Зошто туристите доаѓаат во Македонија? Затоа што Македонија е најубавата земја со најубави предели, одлична клима, прекрасен народ, гостолюбив народ кој не може да мрази никого, но и народ кој својата историја и своите историски места свесно или несвесно сосема ги запустил и сокрил од очите на јавноста. Како да се срамите од својата историја и своите места. Да бидеме искрени, главната причина за лошиот туризам е незнаењето на луѓето кои што се занимаваат со туризам и одлучуваат за туризмот како стратешка гранка. Немаат капацитет, се покажа и се докажа, и не знаат како да ги искористат нашите можности, исто како што немаат визија што да прават и која ни е крајната цел. Дадовте ваучери, морам да ги спомнам, и тоа се величеше на големо, и дали тие ваучери на вистина делуваа на подобрување на туризмот, одговорно ви тврдам не. Немаше подобрување, се создаде само привид дека тоа е добро и дека тоа ќе го покрене туризмот. Даваш пари од буџетот за потоа преку ДДВ да добиеш помалку пари назад. А ништо не менуваш при тоа. За покренување на туризмот е потребно многу повеќе пред туристите да стигнат во Македонија. Ако не тргнеме по патот на туристички развој, никогаш нема ни да стигнеме до целта. Што побрзо тргнеме, толку побрзо ќе стигнеме. Еднаш треба да се тргне, ама на вистина да се тргне. Ви благодарам.